Вечерва во Агента 35 се тргаме од конкретните теми и зборуваме за големата слика. Заглавениот пат на Македонија кон Европската Унија, но и заглавената политика на проширување како концепт. Имаме интересни гости и интересни анализи. Следете на. Ако македонците се принудени да се откажат од својот идентитет и достоинство за да зачекорат кон европските интеграции, тогаш не може да се зборува за европски интеграции, се вели во документот посветен на бугарското вето, изработен од Институт за европска политика и Институт за демократија Societas Civilis. Во документот се додава дека засилениот диалог меѓу владите на двете земји наметнува потреба да се воочат на јавноста црвените линии, преточени низ конкретни, а не декларативни принципи и решенија, кои политиката мора да ги спочитува за да обезбеди трајно, вистинско и одржливо решение на проблемот со Бугарија. Зоран Нечев, од Институт за демократија Societas Civilis, оценува дека не треба да се откажеме од преговорите со Бугарија, бидејќи освен диалог, друг начин за приближување на ставовите не постои. Но истовреме, треба да знаеме кога да кренеме рачно и да почекаме подобри времиња за разговор на темите кои не засегаат. Владата е таа која ги поставува црвените линии во преговорите и од тука нашето достоинство ние треба да го одбраниме. Според Нечев, овој процес пред почетокот на отворањето на пристапните преговори треба да биде европски, а не процес во кој Македонија ја задоволува бугарската страна. Едно од првичните барања е дека овој процес треба да европеизира. Понатаму треба да се држиме на она што веќе е како некаков документ во оптек во преговорите со Бугарија, нели? Не треба да се чепка во нашиот идентитет, треба да го задржиме јазикот и така да влеземе во Европската Унија со чист јазик, без некакви придавки, додавки, запреки и така натаму. Сите се тие одредени елементи кои што треба да ги запазиме, но треба да знаеме исто така дека и Бугарија има одредени очекувања од тој процес и дека треба преку некој разговор да стигнеме до некое разумно решение. Какво е тоа разумно, треба и ние самите да си одредиме. Што сакаме ние од тој процес? Дали навистина треба да влеземе некаде, односно во овој случај во Европската Унија, без да се знаеме кој сме ние и на каков јазик зборуваме. Бугарија мора да се обрзе дека нема дополнително да отвара нови прашања. Воспротивно, пристапниот процес станува заложник на праксата од постојано отворање на нови прашања од страна на Софија и од оговлекување на преговорите до недоглед. Се потенцира во документот. Станува збор за еден процес кој што изгубена е доверба во него. Од наша страна и плюс гледаме дека цело време се пронаоѓаат произлегуваат некои одредени нови барања, при тоа не се зема во предвид дека постојниот договор кој што го имаме со Бугарија, Македонија во ниеден елемент не го прекршила. А одедно се бара и уште понови. Така да од наша страна, кој е нашиот гарант, дека утре, без разлика што и ние денес прифатиме, дека утре нема да произлезат некои нови барања или дека тоа ќе ги задоволат нивните барања. Така да тоа се многу елементи кои што треба да се земат во предвид, плюс друга треба да се земе и позицијата на самата Европска комисија и она што го кажа другите 26 земји членки, дека не треба ништо од овие билатерални елементи да влегува во преговарачката рамка. Во однос на апетитите на Бугарија за менување на уставот, Нечев смета дека тие аспирации постоели претходно, но не биле јавно изразени. Најпрво треба да се каже дека првпат за ова барање токму слушнавме и од бугарската страна, не од македонската страна. Тоа исто така многу битно да се напомене. Второ, апетитите постоеле претходно, но прашањето било дали тие апетити им се оставило доволно простор за да бидат јавно представени.
очигледно сега е нели стигнат моментот во кој што они јавно може да ги искажат своите ставови. Начелно слушнавме и од македонската страна дека тоа е веќе како и прифатено. Моите сознанија дека ова не било дел од португалскиот предлог. Така да повторно имаме некое поместување во погрешна насока или пак имаме поместување на бугарската позиција да барат уште малку, уште повеќе од процесот. Така да тука станува збор за нели non-stop moving target, non-stop идеме кон нешто повеќе и повеќе да се бара. Доколку нашата влада решила бугарското малцинство да го вметне во уставот, според Нечев, прашањето е кога и како тоа би се направило. Доколку е на почеток и се врзува со преговарачката рамка, тогаш е многу проблематично. Во нашиот документ, ние оно што го напишавме е дека доколку се оди кон такво некој решение, она што треба е Македонија комплетно да се заштити од некои понатамошни барања кои што произлегуваат од менувањето на уставот, односно на вметнувањето на Бугарија, на бугарите во македонскиот устав. Затоа нашиот предлог е веќе ако се оди по таа линија, тоа да се случи на крајот од самиот процес, откако ќе биде потпишан договорот за пристапување и ратификуван од страна на сите земји членки, кога веќе и онака треба уставот да се отвори. Тогаш ќе бидеме и ние сигурни дека од таа наша отстапка нема да произлезе некое друго дополнително барање. А сепак ќе биде задоволено она што е барање на Бугарија. Но гледаме дека постои инсистирање тоа да се случи на почетокот или се врзува со првата меѓувладина конференција или се врзува со отварањето на кластерот темели или фундаменти. Пристапниот процес и членството во Европската унија не се цел сами по себе, туку реформска алатка за Македонија да стане силна демократска и просперитетна држава, во која влада е правото, ја потенцира Нечев забелешката во документот. Ние сакаме да ги воспоставиме тие одредени стандарди и норми кои што и самата Европска унија ги има. Не сме прв пат во оваа ситуација. Бевме и претходно со блокадата на Грција. Останавме многу години блокирани, сепак останавме на европскиот пат. Размислувавме и гледавме начин како понатаму да се европеизира самото македонско општество. Без да ги напуштаме преговорите со Бугарија, треба и да се посветиме на домашната европска агенда. Нешто што е некако заборавено во самиот процес. Некако се гледа дека е ова некако се претвори во процес во кој што ние постојано бркаме некои одредени крајни рокови за отпочнување на тие преговори, па да видиме кога е наредниот самит, па да видиме дали може до тој самит да се случи нешто и некако во тој процес заборавме што значи да се европеизира македонското општество. Нечев објаснува дека без разлика каде стоиме во процесот на преговори, новата методологија дозволува да се интегрираме во одредени процеси на Европската унија. Односно, има проекти за кои може да се користат европски фондови, за да се градат капацитетите на институциите. Посебно сега со новиот ИПА инструмент, ИПА 3, се напушта оној принцип што постоеше претходно дека на секоја земја ќе бидат алоцирани одредени средства финансиски. Сега го имаме ние овој куп пари, која држава ќе понуди зрели проекти, толку проекти може, односно толку средства може да абсорбира од самата Европска унија. Никој не Бугарија секако не спречува ова дома да го правиме. Така да без при тоа целата енергија да ја ставиме на преговорите со Бугарија, да се посветиме малку и на домашните работи кои што може да го европеизираат ова општество, а при тоа да продолжиме со преговорите и при тоа да бараме вклучување како што беше и претходно на одредени земји членки кои што може да бидат влијателни. Сепак имаше претходно обид и Германија, па предлогот за кој што се разговара е португалскиот предлог, кој што исто така поддржан од Германија. Така да има тука елементи како може и тие работи со Бугарија да бидат мрднати напред, ако овој принцип очигледно не функционира. Нечев оценува дека проблемот со Бугарија ќе трае.
бидејќи дури ни со новата влада на Петков нема посебно поместување од позициите на она што беше претходно. И покрај проевропскиот дискурс, тие базични позиции нема да бидат напуштени, така што, како држава треба да се запрашаме до каде би оделе во однос на сопствените позиции. Господине Тилев, добар ден, добро дојдовте во Агенда 35. Ке разговараме за политиката на проширување. Знаете во каква состојба, долго време сте и вие во процесот го следите. Има ли излез од ова статус кво во кое што западна не само Македонија чекајќи да почне, туку и самата Европа? Јас не би говорел воопшто за тоа дали има излез или не, едноставно се работи за процес кој што трае долго време, лансиране, ние сме дел од тој процес веќе со децении наназад и продолжуваме во тој процес затоа што стратешката ориентација не се променила, нема да се промени во скоро време, веројатно и во многу догледна иднина и од тука зборуваме само за продолжување на процесот. Точно е тоа дека се менуваат условите на глобален план, се менуваат условите во Европа, се менуваат условите во регионот, па и кај нас. Обично ние не ги диктираме условите, туку ние се прилагодуваме кон тоа што ќе биде диктирано како политики од Европската Унија пред се, и тука сме географски, историски, економски припаѓаме во тој дел, во тој регион и ни е многу важно како Европа понатаму ќе се движи, како Европа ќе се менува, за да можеме да се прилагодиме кон нивните нови политики, а нови политики се лансираат речиси секој ден, тоа го следиме ние, бидејќи тоа ни е дел и од работата како секретаријат за европски прашања, меѓутоа и како држава низ националниот план за усогласување со правото на Европската Унија, низ имплементацијата на спогодбата за стабилизација и асоциација или пак низ планови како што беа лансирани од типот на Европа дома, Агенда 21 и така натаму, тие кои што треба да ги приближат на оперативен план, на оперативно ниво европските стандарди во нашето секојдневно живење. Значи, едноставно продолжуваме со процесот, бидејќи ние со децении наназад веќе сме во процесот. Тоа е факт и се уште не сме почнале со пристапните преговори, но тоа никогаш не ни беше дестимулативен момент или дестимулативен фактор за да престанеме со процесот или пак да се реориентираме. Продолжуваме таму каде што и досега сме оделе, се разбира, импулс позитивен со почетот на и официјалните пристапни преговори би бил позитивна енергија и во државата, и во институциите, и во политичката елита. Знаете зашто ве прашувам повеќе од аспект на предвидливост? Се чини дека некаде пред 2020 и на некој начин улогата на Франција во промена на методологијата имаше некаков тип на предвидливост на рамката како овој процес на проширување со земјите од Западен Балкан може да се движи. Од тука натаму нештата како да од таа предвидливост изгубија на тежина. Сега би рекле дека не дека Европа ја напушта политиката на проширување, далеку од тоа, меѓутоа некако со сите овие политички процеси кои што се случуваат, ставена на маргините оваа политика. Не зборувам само за односот кон Македонија, туку воопшто самата политика. Јас дури тука може би делумно нема да се сложам со тоа дека е ставена на маргините на политиките на Европската Унија, процесот на проширување, за него зборуваме, туку дека се бара нови форми на продолжување на процесот, односно динамизирање. Ја спомнавте новата методологија, навистина ние бевме, да кажеме, и жртва на тој потек на или тоа барање на претседателот Макрон во тој момент, односно на Франција, со нова методологија да се вбризга нова енергија во самиот процес на проширување, имајќи во предвид дека процесот на пристапни преговори со Црна Гора и со Србија траат предолго, без некои посебни конкретни ефекти, за да се забрза тој процес, за да се динамизира тој процес. Франција, меѓу другите причини, го наметна и ја наметна и новата методологија. Што и не беше лошо, затоа што добрите на тој пат ќе одеа побрзо. Не беше лошо како излезно решение, бидејќи беше блокирано во тој момент од страна на Франција самиот процес, но како излезно решение може да се смета дека тоа е едно скалило повисоко во самиот процес. Значи, процесот станува многу пополитички, затоа што на крајот на криштата и за политички процеси говориме. Таков е, одлуките се политички, затоа што треба да се донесат со единство помеѓу сите земји членки на Европската Унија. Оваа нова методологија ние тогаш рековме и понатаму тврдиме дека е нова шанса, нова можност и за регионот, нова можност особено за нас,
заради тоа што кога ќе погледнате компаративно со другите земји во целиот овој регион, па дури и оние кои преговараат од 2012-2014 Црна Гора и Србија, ние се уште сме на многу солидно високо ниво, практично сме исто со нив во сите сегменти кои што се однесуваат на транспозицијата на законодавството. И тоа е една добра одскочна даска, да речеме, за нас стартна позиција, но се разбира, мора да ги почнеме преговорите официјално за да можеме тоа и да го материјализираме, да го факторизираме тој наш минат труд, би рекол, во целиот овој процес. Новата методологија, јас често пати говорев, секаде каде тоа можам да го кажам, дека ќе ги видиме ефектите од новата методологија само тогаш кога Северна Македонија ќе ги почне преговорите. Северна Македонија и Албанија, меѓутоа, говорам само за нашата држава, кога ние ќе ги почнеме преговорите, тогаш новата методологија ќе може да ја ослободи својата позитивна енергија и навистина да се види дали со таа нова методологија ќе се динамизира процесот така како што беше и предвидено и така како што и претставителот Макрон во повеќе наврати потенцираше. Ми објаснуваше. Ние чекаме таа политичка одлука. Вие кажавте дека тоа би било навистина добар или позитивен момент на некаков начин интензивирање на оптимизмот дома. Меѓутоа, во меѓувреме, вие честопати велите дека ние треба да се ја тереме домашната европска агенда. Има ли капацитет, има ли институциите капацитет тоа да го прават без ваква помош од Европа? Знаете, ние секогаш сме велеле дека преговорите ни требаат за некаков тип на свето, на мониторинг, на засилена помош европска за домашните институции да се впрегнат посилно. Видите, ние сме во процесот веќе долго време. Први бевме што ја подпишавме спогодбата за стабилизација и асоциација. Кандидати сме од 2005 година. Имаме практично исполнети услови за почеток на пристапни преговори од 2009 година. 2020 година е одлуката донесена за почеток на пристапните преговори. И овие се сите факти кои сите добро ги знаат, јас ги повторувам само за да биде јасно дека ние никогаш не сме застанале во процесот, апропо ова сега што го велите, што да се прави во меѓувреме, ние никогаш не сме престанале со процесот и ние секогаш сме го туркале тој процес. Едно е заради спогодбата за стабилизација и асоциација која наметнува своја некоја динамика и која наметнува обврски да се усогласуваме со правото на Европската унија, а друго е што веќе ние и економски, трговски, преку 70% од нашата трговска размена е со ЕУ, 2/3 од вкупните странски директни инвестиции се од членки на Европската унија, еден дел од трговијата ни е со ЦЕФТА земјите кои што се исто така насочени кон ЕУ. Значи во целиот тој меѓупериод, додека ние чекаме, условно кажано чекаме или се надеваме или се бориме да го добиеме и тој официјален датум за почеток на пристапните преговори, ние го усогласуваме законодавството, транспонираме законодавство од Европската унија во нашите домашни прописи, во нашите домашни системи, практично негде според наша груба проценка, околу 40-45% од европското законодавство е веќе транспонирано во нашиот правен систем и околу 22-3 може би нешто повеќе технички стандарди. Оти европското законодавство оди секогаш рака под рака со техничките стандарди, оти тие се основата за инвеститорите. Кога ќе дојде инвеститор, тој прашува какви се техничките стандарди, каква ви е примената на тие технички стандарди, оти тоа го определува и ја определува и инвестицијата и долгорочноста. Точно ова што велите предвидливост. Предвидливоста е добра. Мислам, е добро да ја имаме и се разбира кога датумот ќе биде утврден, кога ќе ги почнеме официјалните преговори, предвидливоста ќе биде многу поголема. Но и сега имаме одредена предвидливост, бидејќи нашата стратешка, геостратешка, политичка, економска, трговска ориентација е евроатлантска ориентација. Значи, ние имаме веќе одредена предвидливост во тој дел и имаме правно регулирани односи со Европската унија преку спогодбата за стабилизација и асоциација и преку другите спогодби кои ги регулираат прашањето на енергијата, на транспортот, на текстилот, на шеќерот и така натаму. Сето тоа е еден корпус на акти кои што го заокружуваат нашиот економски, правен, политички, трговски амбиент. Од сето ова што го кажавте, можам да заклучам дека практично процесот технички и суштински не стои, напротив се тече, меѓутоа влијанието или ефектите кои што овој застој ги има, дома се политички.
порастот на антиевропските сили или антиевропското расположение или во поблаго кажано разочараноста на некој начин од Европската Унија расте и тоа е апсолутен факт. Како да се намали ова влијание и дали како гледате вие практично на ова влијание дома? Тоа е најтешкото прашање што го добивам и во последно време се повеќе и повеќе се актуализира, како да се одржи таа позитивна тензија, како тонусот на самата администрација да се задржи на тоа ниво кое што е потребно за да се прават реформи, бидејќи кога ги правите реформите со одредена цел, во одредена временска динамика и рамка е едно, меѓутоа ако одите постојано во реформи, нови и нови, без некоја крајна цел, без утврдена некоја временска рамка, тоа е многу потешко да го задржите ентузијазмот. Вие пред малку ме прашавте, можеби него ни да одговорив тоа прашање, дали капацитет има. Факт е дека капацитет во нашите институции има, ние со години го градевме, тој капацитет се уште постои, но биологијата е биологија, имате едноставно промена на структурата, луѓе се заменуваат во пензија, некои се заменуваат од администрацијата, нови луѓе влегуваат натре. И факт е дека долго трае процесот. Предолго трае процесот и се многу е тешко да вие и политички и на ниво на администрација одржите една таква позитивна тензија и таков висок ентузијазам за агенда. Реформите. Бидејќи реформите не можете да ги правите ако нема приказна, ако нема некаква крајна цел, ако нема нешто што идеолошки и лично ќе ве заинтересира, ќе ве заинтригира, за да можете да дадете малку повеќе од енергијата од тоа што стандардно во нормални услови би го правеле. Реформите се екстра напор. Екстра напор се за владата, за институциите, за собранието, ако сакате, бидејќи тоа се огромни листи на закони, читање, пречитување, дочитување, измени, дополни и така натаму и обезбедување на нивната имплементација. За тоа ви треба мотивација. Мотивацијата, пак ќе се вратам, е во почетокот на пристапните преговори. Ние можеме да држиме тензија и мотивација кај администрацијата за да го следиме едноставно опстанокот, да го обезбедиме на нашата економија. Тоа е во рамките на Европската Унија, таму сме, велам, 70% од нашата трговска размена е со Европската Унија. Тие се стандардите, тие се прописите и тоа е тоа што не држи во процесот, што не на некој начин не мотивира се уште. Но таа екстра майл или екстра километар што треба да го поминеме, ни треба малку и ентузијазам кој што ќе дојде само со самиот процес. Ако некои анкети, нема да ги цитирам сега од каде, како, тие се јавно познати, велат дека ентузијазмот паѓа. Сите анкети се практично. Сите анкети покажуваат дека паѓа интересот, не е низок, се уште е многу висок, дури за ЕУ е над 60-62-3%, меѓутоа тоа е многу пониско од тоа што го имавме, но трендот е надолен. И тоа веќе е многу силен сигнал дека нешто мора да се смени во Брисел. Кај нас се разбира, ние мора да се менуваме, ние се прилагодуваме, ние сакаме да станеме членки на Европската Унија, ние мораме да си ги направиме нашите реформи, но мора да се смени и во Брисел. Мора Брисел да најде доволно енергија за да може да обезбеди 27-та земја членка да не го блокира нашиот пат кон ЕУ, да не ја блокира преговарачката рамка. Преговарачката рамка треба да се ослободи, преговарачката рамка не смее да влезе во билатералните прашања, преговарачката рамка мора да си остане на линија на стандардите и вредностите на процесот на проширување на Европската Унија. Впрочем, тоа е европска вредност и европска позиција. Не е само нашата стратешка ориентација е токму така и одлучена, односно во таа насока се движиме токму заради тоа. Ние генерацијски наназад, откако сме самостојни, сме фатиле правец евроатлански, среќа, не само среќа, него тоа е резултат на напорна работа, сме членка веќе на НАТО. Од една страна, обезбедивме еден од нашите стратешки приоритети. Фокусот сега треба да биде и да остане на обезбедување на втората стратешка цел, на почеток на пристапните преговори, но јас секогаш велам, не да ги почнеме преговорите. Нам ни треба веќе план за да ги завршиме преговорите. Сега, некој ќе рече, чекај, се уште не сме почнале, немаме датум. Да, имаме доста за надокнадување време. Но кога ќе почнат преговорите, тогаш да планирате, тоа ќе доцна.
Вие можете да планирате сега за тоа што се треба да се направи во текот на пристапните преговори, за да можете да ги затворите преговорите во догледно време. Повторувам многу пати, секогаш кога имам за тоа прилика, дека кога изјавуваат одредени експерти или па некои политичари 10-15 години преговори, тоа не се преговори. Преговарате 3, 4, 5 години и морате тогаш да покажете дека сте способни сето тоа што ќе го договорите со другата страна, што го бараат од вас, да го исполните. И националниот план за усвојување на правото на Европската Унија не смее да биде подолг од 5-6 години заедно со некаква ратификација, ратификацијски процес на пристапниот договор 7-8 години, така како што сите други кои досега се успешно се приклучиле и го завршиле процесот со полноправно членство. Ние не сме барале делумно фрагментирано членство. Ние сме аплицирале за полноправно членство и тоа мораме да бидеме да останеме на таа траекторија и да ја оствариме таа цел како полноправни членки во променета ЕУ. И ЕУ се менува, ние се менуваме, ќе се менува регионот, ние ќе се прилагодиме во од. Меѓутоа, секако дека алтернативни, некакви скратени форми на членство не се нашата цел. Или за сега не се нашата цел, што ќе каже иднината, ќе видиме. Ќе следиме. Ви благодарам многу за интервјуто, за пораките и за објаснувањето. Благодарам и вам. После поднесените кандидатури за членство во ЕУ, на крајот на февруари и почетокот на март од страна на Украина, Молдавија и Грузија, на почетокот на месец април на сите три земји им беше предаден прашалникот на Европската комисија за подготовка на мислење по барање за членство во ЕУ. So, Minister, as you have requested and as you have applied for membership in the European Union, and under the instructions by the European Council on that side, we have started to work on the assessment of your application for membership, the first part of which is to hand you over a questionnaire. Изјави Оливер Вархеи, комесар за соседска политика и проширување на ЕУ на средбата со министерот за надворешни работи на Грузија за време на една од трите церемонии на предавање на ЕУ прашалник. Еврокомесарот Вархеи ваков прашалник предаде и на министерот за надворешни работи на Молдавија, а лично председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. ЕУ прашалник му предаде и на председателот на Украина Володомир Зеленски. Инаку прашалникот представува официјален документ преку кој Европската Унија ја оценува подготвеноста на земјата апликант и документ кој помага во подготвувањето на мислење по однос на поднесено барање за членство во Унијата, односно доделување на кандидатски статус и отварање на пристапни преговори. Земјата апликант вообичаено има рамковен рок од 3 месеци да го заврши прашалникот, но квалитетот е поважен од брзината, па затоа земјата апликант може да искористи повеќе време со цел да се постигне повисок квалитет на одговор. 47% од европјаните се за понатамошно проширување на ЕУ со вклучување на други земји во годините што следат, покажува истражувањето на јавното мислење Евробарометар, чии резултати беа објавени на почетокот на месец април. Мнозинство за поддршка на таквиот процес е забележано кај 17 од вкупно 27 земји членки на Унија. Разгледано по земји членки, најголема поддршка за понатамошно проширување на ЕУ со вклучување на други земји дали анкетираните граѓани на Хрватска, и тоа 72% од нив, потоа на Унгарија 69% и на Шпанија 68%. Од друга страна, според истражувањето на Евробарометар, најмала поддршка за понатамошно проширување на ЕУ со вклучување на други земји даваат по 28% од анкетираните граѓани на Австрија и Франција и на Германија 32%. Теренското истражување во кое било опфатено и прашањето за понатамошно проширување на ЕУ со вклучување на други земји во годините што следат било спроведено помеѓу 18 јануари и 14 февруари 2022 година. Инаку истражувањата Евробарометар се серија на истражувања на јавното мислење со кое се следат клучните трендови релевантни за Европската Унија. Покриваат широк спектар на прашања и се мерат ставовите на граѓаните кон ЕУ, нејзините политики и активности. 1470 експерти и 9141 учесник биле дел од ТАИЕКС настани,
а 136 твининг проекти ја донеле експертизата на ЕУ поблиску до корисниците во 2020 година. Покажуваат податоците објавени во годишниот извештај за програмите TAIEX и Twinning, кој во 2021 година го објави Генералниот директорат на Европската комисија за соседска политика и преговори за проширување. Според извештајот, 58% од TAIEX активностите биле во региони на идно проширување и соседството на ЕУ, а додека 40% од вкупниот број на тековни твининг проекти биле во земји кандидатки или потенцијални кандидатки за членство во ЕУ. Инаку програмите Twinning и TAIEX се клучни инструменти за зајакнување на капацитетите и исполнување на условите за членство во ЕУ на земјите кандидатки и земјите потенцијални кандидати. TAIEX е инструмент финансиран од ЕУ и координиран од Европската комисија за краткорочна техничка помош и размена на информации за поддршка на јавната администрација, а додека Twinning е инструмент насочен кон јасно дефинирана административна соработка за поддршка на земјите кандидатки при зајакнување на нивните административни капацитети за спроведување на европското право како на идни земји членки на Европската унија. Модерното време донесе со себе користење на напредни технологии во сите аспекти на живот. Па така денес е невозможно да се замисли животот без паметни телефони, таблети и интернет, а се почесто и без паметни апарати за домаќинство. Во процесот на иновации на уреди за иднината потребна е што поголема вклученост на младите генерации. Тоа во одредена мерка го овозможува ЕУ платформата e-Twinning, која ги поврзува учениците и училиштата во Европа и нејзиното соседство, со цел заеднички да осмислуваат и спроведуваат проекти, разменуваат идеи, имаат пракса и избогатат наставата преку соработка и употреба на информатичко-комуникацијски технологии. Благодарение токму на еден e-Twinning проект, училишта и ученици од земја членка Романија и земји кандидатки Србија и Турција имаа можност да работат на создавање паметна куќа со користење на напредни техники и технологии, односно изработка на макета на куќа во која се сместени сензори за одредено програмирање, како и мали електромотори, сите поврзани на паметен уред. Во паметната куќа која ја изработи меѓународниот тим на ученици, има сензори за температура, влажност, дожд и бучава, потоа ласер сензор за детектирање дали некоја врата или прозорци се отворени и сервомотор задолжен за отворање на вратата од гаражата. Сите сензори и употребени средства може лесно да се следат и управуваат преку паметен уред. Овој e-Twinning проект им овозможи на учениците размена на искуства за електроника и веб алатки и целосна вклученост во процесот од идеја до реализација, од скица до фасада, односно од дизајн, кодирање и имплементирање на електроника во паметна куќа. Следната недела се гледаме во четврток со нова тема од процесот на европските интеграции. Останете со програмите на Македонската телевизија.